Сега ме праша новинарите, останувам ли во ВМРО ДПМН? Па да ви одговорам на сите и уште еднаш на вас. Не само што останувам во ВМРО ДПМН, туку ВМРО ДПМН е моја и нивна партија. И никој нема право тоа да ми го одземе. Тоа е таа борба. Јас ви благодарам. Јас го осеќам, ја осеќам енергијата во вас. Ние имаме иста енергија. Како може да ме прашат дали ќе останам во ВМРО ДПМН? Зашто? Зашто не ми се допаѓа Мицковски. Зашто велам дека имавме наместен конгрес. Што сега? Значи ја не смеам да кажам дека беше наместен конгресот. Тоа ли не смеам да кажам? Добро вечер. И сега, јас сум бил расколник. Зошто? Јас знам. Целото членство на ВМРО ДПМН е со мене. 75% од членството е со мене. Но они работат да ве демотивираат, да ве атомизираат и да ве уплашат. И вие тоа нема да го дозволите никогаш. И ние ќе победиме. Ова е ВМРО ДПМН. На никој не му посакуваме лошо. И сакаме да се сплотиме. И сите заедно да бидеме. Многу поголемо зло имаме ние од внатре партиски расправи. Но исто така не можеме да се правиме слепи и глуви дека имаше наместен конгрес во Валандово. И ја тоа ќе продолжам да го кажувам. Се додека не се организира регуларен конгрес, каде што треба да бидат исполнети многу мали работи. И ќе ви кажам, и конгресот не е битен. И ја не сум битен. Ако партијата се отрезни нагло и застане на улица и пред собрание и пред шутка и ги одбрани интересите на македонците. Додека се пратениците внатре, сите ние да бидеме надвор, но мора да го каже тоа партијата. Не може оние што се октроирани на наместен конгрес нас да не демотивираат и да ни забрануваат да правиме трибина, да мислиме слободно или да ги браниме македонските национални интереси. Или да не судираат, па да ни викаат, види го овој расколник, види го овој добар, оној не чини, Олумчев бил ваков, оној бил на СДС, овој бил удбаш, Филип бил соросоид и така натаму. Јас сум бил соросоид. Тоа ми го пишуваат од штабот. Јас соросоид. Па душата кому го извади некој на Сорос, тоа сум ја. Моето видео од пред канцеларијата на Европска Унија во живо има 402.000 прегледи со 9.000 лајкови, каде што викам, еве сме пред канцеларијата на Европска Унија, односно канцеларијата на Сорос. И јас соросоид. Па дајте, пукајте. Јас се ќе издржам. Ќе издржам зашто имам јасна мисла и знам каде одам. И јас ќе настрадам ако треба, и во политичка смисла, но јас ќе го освестам тоа членство и сите македонци дека силата е тука. Не е силата негде на некој висок спрат, во облаци и тајно одлучување. Силата е во обичниот член, во секој од вас, кој што со добра мотивација до утре може да собере по 10 луѓе плюс. По 10 луѓе, по 5, по 3. Тука е силата. И никој не смее да му ја зима душата на ВМРО со примање на председатели на општински комитети од други партии. Со стаж од 3 месеци у партија. Со поставување директори од не знам каде. Не само тоа. Туку вие сте први на листа за отпуштање, за малтретирање, вие сте небитни, вие сте прости, вие сте вакви, вие сте онакви. Не! Вие сте ВМРО ДПМН и нема да дозволам никој да ве малтретира.
Тоа е мојата мисија. Кога ќе дојде раководството и тука, и во Скопје, и секаде, да отвори дискусија за сите овие точки, тогаш кога ќе има дискусија, ќе го претвориме во внатрепартиска дискусија. Кога нема дискусија, морам јавно да ги повикам да се отворат. Затоа што, ви кажа, политиката не смее да биде тајна работа. Не смее да биде исходот на законот за двојазичност тајна работа. Промена на име може ли да биде тајна работа? И после на крај, па сега тоа така беше таму одлучено, ово одлучи, оно одлучи. Како бе така? Значи, тука мораме негде да повлечеме линија. И тоа е мојата позиција. И со оваа позиција ќе одам низ цела Македонија и низ цела диаспора, која што за среќа е прилично ослободена од стегите на политичкиот притисок од Македонија, затоа што имаат средства за живот обезбедуваат сами и немаат централа која што е близко да ги притиска и да ги демотивира. И они веќе секаде протестираат. Рековте за Ловаландово. Слушам. Бевте кандидати 10 на души за председател. Не, само е. Не. Први, пред Конгресот. Како допуштите, а го рековте демократски конгрес. Го рекоја, демократски конгрес. Јас не реков така. Не, го рекоја. Сега, тука пред вас сум да кажам дека ве излажам. Како допуштивте еден кандидат да биде? Јас не допуштив. Нас не прашаме. Вас не прашаме нешто? Не. Ја не потребам. Сакате да ви го кажам? Може луѓето ќе видат овде чудовидени. Јас ви кажам што му реком на Ќе микрофон. видите чудовидени што се случува. Јас ви кажам. Прво на конгресот немаше кворум. Немаше доволно делегати. Незаконски е направен избор. И конгресот е бољшевички. Само да ви кажам, јас се сакам многу партија. 6 пат требаше да бидам делегат. Сум бил и во Кичево, сум бил и во Струмица делегат, и така натаму само во Битола нема кога скарам со Гревски. Па што не ме ставија делегат. Сум бил и во Штир, и во Куманово и така натаму. Докато тоа што така од сликите сите. И од сликите ме бришат. Да. Нема проблем. Која прават Нема проблем. Нека ме бришат. Не е тоа проблем. Суштината е следна. Како ние, како партија, која што не го почитуваме нашето членство и законска регулатива за избор, кога дојдеме на власт, Како да не се почитуваш? Лусто, како ќе ја водиме државата и ќе почитуваме закон? Па нели треба во партијата внатре се научиме на почитување на закон? Нели треба ние меѓу нас да бидеме пример како се води држава, како се води партија и како све треба да биде стакло чисто. И направите днеска друштво. Вчера, уште еден пример, ајде го прекинам брзо, ова е све за вас. Има еден провокатор од Берген. Уфрлена во групата за координација меѓу Европа и Америка, што имаме на социјалните мрежи за голем митинг. Човеков 2 месеци им пушта дозирани инструкции на луѓето како да ги скараме. Луѓето имате преку 15 држави внатре. И луѓето реално не се знаат меѓу себе. Те вака ќе правиме, те онака ќе правиме, те она, те ова, а ликовите негови водат до нашата од документите на УДБА, на ДБК, кои што лани ги промовиравме тука, во другата сала. А меѓу време ги дообјавивме. Ќе си барате во државен архив, имате тука во Прилеп, ќе си го барате томот за Драган Богдановски. Знаете што луѓе, многу работи знам јас. Многу сум учел јас. И многу сум читал, он знае најдобро. Со денови не сум искачал од канцеларија. Зашто вие имате право да знаете. Вие имате право да знаете. Јас што знам. Вие треба да знаете. Ќе си ги барате книгите за Драган Богдановски, 3 томаса, од Државен архив на Република Македонија. Ќе отидете 50 луѓе тука во Државен архив. Ако ви кажат нема, ќе објавите на Фејсбук. Па ќе идете пак, ќе им досадите додека ги донесат. Па ќе си читате за нашата оперативна позиција од Берген.
со кодно име Јак. Овој човек сега, ја не го именувам, нека си најдат куѓево сами. Јас сакам една работа, значи јас сакам една работа да знаем. Јас сакам, дозволете, неќам да именувам никој, некам да ги захрвувам луѓето, не сакам да филозофирам, сакам кај вас да ја стимулирам интелектуалната љубопитност. Видете да си барате, да најдете одговор и да видите зашто некои работи се такви какви што се. Па ако ќе ги изгледате сите тие работи од државен архив, да идете на интернет, да ги барате сликите од Конгресот во Оландо, па да видите кој седи до Мицкоски. Истиот тој. Па после тоа да видите кој седи до тој, тој е пуштен сега да ги искара од имиграцијата и синака 10 сата сме се објаснали со него, он дели правци како треба, што треба. На крај ќе ги скара сите македонци. И нема да има ни протести, ни ништо. И на крај, најбитното, значи овдека седи Груевски, Мицкоски. Тој човекот и тука седи четвртиот човек, што работи сега ангажирано по интернет. Ја му викам, шо е викам со тебе работала со Конгресот се? Викам, ја не бев делегат на Конгрес, ја бев гостин. Глумел да ви Чекайте малку. Прв ред сега. Ако ги видите сликите, у првите два реда, нема 5 делегати. Затоа кажувам јас. Конгресот е фингиран. Имам право да кажам. Што се? И тој ми вика на мене. Ти си расколник, ти треба да се сплотиш. Со кој? Со подложи. Извинете, Дракула Платон, но подрега ми е вистината. Мислам на Аристотел.